Здрава на сите и добре дојдовте назад на мојот YouTube канал. Како што гледате по насловот, денеска одлучив да реагирам на тиктокови од најпопуларните македонски тиктокери. Не знам дали насловот има некаква смисла и дали добро го кажав, но суштината на видеото е тоа што јас ќе реагирам денеска на македонските тиктокери и нивните видеа. Доколку сакате да реагирам на вашите тиктокови, дали така се вика уопште? Тиктокови, тиктокс. Немам појма. Како и да е, доколку сакате да реагирам на вас, ставете лайк на ова видео, па ако собереме, например, малку ќе претерам, ама 2000 лајкови, ќе снимам реакција на тиктокови од мои фанови или следбеници. Да не се користам со тој термин фанови, затоа што косава на глава ми се крева. Се повлеко вака на страна за овдека да ви ги ставам видеата на кои што ќе реагирам. И на самиот почеток морам да ви кажам дека и јас имам профил на TikTok. Не знам, вкупно имам можеби некои 9 видеа. Повеќето се кринч, меѓутоа заследете ме на TikTok. Ветувам дека наскоро ќе се активирам и ќе снимам покреативни видеа. Ја уствари следам 14 луѓе, појма немам кого следам. Меѓутоа верувам дека дел од нив се македонски тиктокери, па ќе влезам да видам дали постојат видеа на кои што јас можам да реагирам. Александар Динев е еден од најпопуларните вајда тиктокери у Македонија. Кога на Инста стори ве прашав на кои македонски тиктокери да реагирам, масовно баравте да реагирам на тиктоковите на Александар. Или колку не знам да го изговарам тоа тиктокови моква. Така што јас го заследив Александар и сега ќе ги погледнам неговите најгледани тиктокови. Ајде, ова видео има 105.000 прегледи, па ќе реагираме на него. Постојат некои трендови на TikTok кои мене никако не ми се јасни, меѓутоа окей. Ова е жива вистина. Ова е жива вистина. Еве, лайк да ставиме. Овде се става лайк. Па хит, жива вистина. Еве, Александар вкупно има 3,8 милиони лајкови, така што честитки, продолжи да снимаш и се надевам дека ова тиктокот ќе ти донесе нешто убаво у животот. Продолжуваме понатаму. Го имаме Стефан Лазаров. Мирче, па не може ќе одам јас во лето на 40 степени. Ќе одам минус 20, ќе одам председателот бил болен, ќе одам премиерот. Ова Милошена му била трудна, Мирче да известува, а плата нема па. Во центарот на вниманието и денеска е одлуката на председателот Стефан Петаровски, кој најави дека ќе има нова водена ситуација од 30 дена во Република Македонија. На терен како и секогаш го имаме Мирче кој што ги ни соопшти деталите. Мирче, се слушаме ли? Мирче, па се Мирче. Што ми малташе ти 5 секунди, ме заболя, има 5 секунди. Тој нека дојде од студио, тој нека најави, нека каже што се случува, како се случува. Нека Да, студио се слушаме, Стефан, се во ред, ситуацијата во државата и натаму е алармантна. Жива вистина. Ова ми е хит. Од сакаш да знаеш како најлесно да направиш пари од Facebook или од Instagram, па и од TikTok. Добра, кажи нормално дека сакам. Како? Ќе ги избришеш сите и ќе почнеш да работиш. Така е, се сложувам. Следен на кој што ќе реагираме е Христијан Маџунков. И Христијан е можеби првиот македонски тиктокер кој јас го заследив на TikTok, затоа што има преинтересни видеа. Хит! Имам една многу добра вест. Ја ме покачувај. Не. 13 пута? Топа ичне. Ја у филзонот сум имала само сни. Јелена, од вечерва нема да бидеш веќе сама. Ќе бидете цимерки со Исаура. Што? Имам една... Хит! Следен е Стефонатор. Ајде да видиме што снима Стефонатор на TikTok. Океј, ова го снимав и јас. Ова, ако не се лажам, е една од првите тиктокови.
И исто реагирав како Стефан. Од прва инаку трепнав на 6 и бев као шокиран. Ајве, Луна. Paws, adorable. His ears, adorable. His tail, adorable. His face, adorable. His intelligence, okay. Срцка бе, колку пораснал. Ја имаме и Ивона на TikTok. A što sad beremo zube? Dolazimo gosti si. A šta ćemo da im radimo? Ćuti i drljaj da se sija. Ali Jasmina ovde mi je hit, majka. Hit. Океј, Даниел Николовски. Ајде да видиме што снима Даниел Николовски. Даниел ништо, само се смее. Океј, Даниел е повеќе од оние тиктокери као пушти музика и снимај се како сумуго. Имено пред неколку дена на Инста стори ставив бокс со намера да ми пишувате тиктокери на кои што вие би сакале да реагирам. Па сега ќе погледнеме што се вие сте ми предложувале овдека и ќе пробам да реагирам на поголемиот дел од нив, ајде да речем. Марија Стојанова. Ајде ќе видиме да ја најдеме прво Марија Стојанова. Океј, ја најдов Марија Стојанова и сега забележав дека девојката ми е позната. Предпоставувам дека низините видеа ми излегуваат на она For You, како и да се вика. Така што ајде да видиме кои се низините најгледани видеа и што снимата, односно каков контент фура. Океј, ова е добро, ова е се тренд, така што океј. Општо не правам муавета хейт коментари затоа што безцелно е. Едноставно нема никаква цел, џабе ќе зборувам. Ќе си терате кој што си знаете тие што хейтате. Ама сакам да се огласам во врска со хейтот меѓу креаторите на апликацијава, односно меѓу познатите тиктокери. Кој што мене сите да приметиме, хейтот, односно драмите, се одвиваат со сите исти личности што се одвиваат и денес, и вчера, и пред 2 месеци, пред 5 месеци. Сега, дали тие личности ќе застанат и ќе се прашат, чекајте малце, зошто само со мене е драмава, зошто само мене ми прават драми, зошто сум само јас вмешана во драмава? Сигурно не е паднато од небо тоа. Ако нема материјал за драма, нема да има ни драма. Пазете што правите и размислете 2 пати пред да постирате. Чекај малце, сакате да ми кажете дека на TikTok има толку влијателни луѓе и драми, и хейт коментари и чуда и све? Дали јас живеам под камен, човече? Ја као некој што користи социјални мрежи 24/7, кај си тие видеа со драми? Зашто ја не сум утек? Се нервирам вака. Океј, девојчева предпоставувам од Битола, не знам. Има таков акцент, така што кул. Имате ли ситно? Имамо, слушай. Ситно оро, кул. Да видам што следно сте ми предложиле. Александар Динов, на него веќе реагирав. Бојан Стојковски. Ајде да видиме Бојан Стојковски. Еве го Бојан, ајде и Бојан ќе го заследиме. Дали би се откажал од TikTok за $5 милиони? Зашто бре не? Ау, ја би се откажал од TikTok. Што работиш, мори, искачај од околу, мори, да ќе те фати. Висакне, мори, искачај, мори, леле. Знај, јас знам турски, види. Што ќе ми е превод, што се не македонски, знам турски, ја ќе ме научи. Ми вика сега, сега баш не знам што е вика, или вика нешто со фамилијата. Да. И сега што ќе го се деси на овој? Ќе го земем или нема да го земем? Аха, да. Абе, знам, не многу прашување, само ми интересира дали ќе го земем или нема да го земем. А сега Орхој ќе го фати? Или а? Што ќе го направи? Зашто збориш кумановски? Хит. Петриција Петкова. Ајде да видиме Петриција Петкова. Ја најдовме Петриција. Ова.
Evo, čekaj. Vrska, dobro. Јас инаку не коментирам ништо. Ке гледам во монтажа да сведам све на минимум, за на крајот од видеото да имам едно генерално излагање во однос на тоа какви се, според мене, тиктокерите у Македонија. Ке бидам малку поостар од што очекувате. Можеби моите тиктокови тоа не ми го даваат за право, меѓутоа како долгогодишен креатор и некој што има сенс за тоа што е смешно, што не е, со онака една висока смисла за хумор, ќе си земам за право да ве коментирам сите генерално. Имам чувство како TikTok да е мрежа на која што треба да бидеш кринж. Тоа само не ми се свиѓа у оваа апликација и затоа не сум активен. Ја на TikTok се вклучувам онака еднаш неделно, буквално и заборавам дека имам TikTok и кога ќе се уклучам се задржам по 5 сати, скролам, гледам, се смејам, се срамам у туѓо име. Не знам, ајде ќе реагираме на уште некого, па на крај ќе финиширам, да не се разбереме погрешно. Марија Делева. Ајде да видиме која е Марија Делева. Океј, не. Аха, валјда ова Делева. Okay. I went to Chanel number 4, but she got meningitis. She was like, I'm sick, I have to go home. And I was like, no. Ми фали фацијална експресија, значи баш треба да си валјда контате што сакам да ви кажам. TikTok видов како да се направи чоколадно млеко со потрошена нутела и млеко, многу логично. Сега ќе видиме тоа како ќе оди. Ако не успее, мајка ми ќе ме убие. Треба да загреам млеко и да биде многу врело, значи сега ќе да грееме млеко. Кога се загрее млекото, сакам да ви кажам нешто. Денес наполнив 6000 субскрайбери на мојот YouTube канал. А ти снимаш и за YouTube, честитки. Честитки. Сега ќе ставам млеко овде. Боже господо, ќе го затворив и сега треба да клачкаме. Омага! Што не... Колко е ова добро? Ако го пробате ова, направете дует со ова видео. Океј, пошто ја не јадам нутела, нема да го пробам и нема да направам дует. Иначе сега сватив дека девојчева снима и за на YouTube, така што ете Марија Делева, ќе те посетам после, а и вие посетите ја да ја поддржиме. Се измори. Мојот драг пријател Мартин Гајдов е исто така активен на TikTok. Ја не го следам од не знам која причина, еве сега ќе го заследам. И ајде да погледнеме што Мартин Гајдов креира на TikTok. Сине, слушам си фатил женска. Па да, па. И синко, како си вика? Па... Корона. Сине, ќам да пазарувам против оваа вируса, знаеш си ту продавница, па ја ја доам да видам дали ќе сретнам некој од гимназија се поздравам. Ти ја не сакаш нешто? Па сакам, тато. Шо сакаш да ти зјавам, кажи побрзо, ај прца. Па види, тато, земе на тоа. Леле Мартин. Жено, морам да ти се исповедам нешто. Кажи ме, Машо, шо е работава? Вчера додека имавме секс, мислев на друга. Леле, како не ти е срам? Јас со кој да имам секс? Само на тебе мислам. Хит. Како и да е, ја овдека ќе го завршам моето реагирање, затоа што искрено малку се разочарав. Не сакам да ги критикувам, затоа што знам како е да креираш и знам како е некој да седне и да плука по тебе. Затоа и не коментирав додека ги гледав поединечно, па вака генерално сакам да го изнесам моето мислење во однос на TikTok како апликација и нашите најпознати тиктокери. Најуспешните тиктокери у Македонија се онака буквално nothing special. Дури на моменти бајаги кринч, искрено се разочарав.
Ја не знам ова видео дали уопште да го објавам. Очекував кога дојдов на идеја да снимам реакција, као очекував да биде мега гига интересно ја да имам некури небесни реакции, меѓутоа на што? Еве и сопствените видеа на TikTok да земам сега да ги гледам и да реагирам на нив, предпоставам дека ќе ми бидат досадни и дека ќе си бидам кринж самиот на себе си, али не знам дали тоа е до луѓето кои се на TikTok или е до самата апликација, така ни е наметнато таму да функционираме. Да не критикувам, ве поздравувам сите вас на кои што денеска реагирав. Се надевам дека не ми се лутите што вака јавно го кажав моето мислење. Би сакал да го слушнам и вашето мислење во однос на апликацијата TikTok и луѓето кои таму се број 1, да кажеме. Доколку имате ваши YouTube канали и случајно налетате на ова мое видео, еве апелирам да прокоментирате долу како вие го доживувате тоа, али објективно. Не кроз призма на тиктокер, туку онака, кога вие гледате туѓи тиктокови, како се чувствувате? Дали го чувствувате истото она што јас го чувствувам? Така што не би да должам со одјавата. Ви посакувам убав остаток од денот кога и да го гледате видеото. Јас сега се одјавувам, а ние се гледаме многу наскоро со многу нови видеа. Чао!